Под поимот предвремено родени бебиња се подразбираат бебиња кои се родени пред 37-та гестацијска недела, која е најчестата причина за нарушено адаптирање и дали мајката може да го дои веднаш по раѓањето, изјавува доктор Аспазија Софијанова. Зависи од тежината на детето, зависи од гестацијската старост и зависи од тоа колку навистина е тоа предвремено родено. Ние ги викаме вистински предвремено родени или со small for gestational age или мало за родилната тежина, тие кои што се до 30-та гестацијска недела и тие навистина не може мајката да ги дои бидејќи не дали е рефлексот развиен. Тука гледаме белите дробови како се развиени. И тие тука колку и да сепак е зрелоста не може да се толку многу зрели, така да тој момент на нивната незрелост овозможува да прво ние ги созрееме нив, да видиме дали е спремно за да може да цица и тогаш веќе го правиме актот на поврзување. Како треба да се третираат и каква треба да им биде нивната адаптација дома? Кои методи треба да ги применуваат родителите и дали може да се појават компликации и проблеми по лекувањето? Децата кои што се родени предвреме сепак треба да бидат внимателно мониторирани, бидејќи содржат во себе одредени ситуации кои мораме да ги така малку повеќе обратиме внимание, значи јадењето како оди, растењето како оди, кетчапот како оди, значи кетчап значи да го фатат времето што го испуштиле. Како оди вигилноста нивна, значи како се витални, како се качува килажата, многу важно. Каков е плачот нивен. Детето не може да ви каже ништо, новороденчето не зборува. Со плачот ви укажува. Со неговите движења ви укажува што се случува со него и тоа се работи кои што се врзани со самото дете. И затоа мораме да го мониторираме повторно, ќе кажам, првите месец до 40 дена. Доктор Софијанова вели дека предвремено новородените бебиња не треба само да се прегледуваат од педијатар. Напротив, треба да бидат вклучени и дефектологот и психолог. Срекни сме кога семејствата заменуваат со полни раце љубов, а ние срекни дека сме го направиле вистинскиот пристап.